Јас сум Јорданчо Евтимов, инаку софтверски инженер. До неодамна бев и, ајде да речем, полуасистент на Финки. Бев технички демонстратор, меѓутоа бев оној кој што ги креира задачите и кој што ги дефинира оценките на студентите по предметот имплементација на системи со слободен и отворен код. На тој предмет се учи Laravel. Мене специјалност ми е Laravel на бекенд и дополнително Vue.js, Nux.js, се што е поврзано со Vue.js на фронтенд. Инаку моментално работам full stack developer, преференца ми е бекенд. Меѓутоа за фирмата за која што моментално работам, која што се вика Ilianer Wine и од Холандија, претежно работам фронтенд. Од тоа што знам дека денеска треба да зборувам е за, ајде да речем, мојот кариерен пат за тоа како станав софтверски инженер. Инаку како што кажа Бојан, јас сум исто така бев студент на Финки. Како се вработив? Немав претходно никакво предзнаење за програмирање, докај застанав. Инаку, да, се запишав на Финки, претходно немав никакво предзнаење за програмирање, целото моје искуство го стекнав на факултетот Финки. Дополнително почнав да работам уште во втора година на факултетот Финки. Како се вработив? Бев иницијатор и, ајде да речам, кофаундер на еден студентски проект кој што зазема доста замав и се викаше Study++. Целта на тој проект и на тој вебсайт беше да се овозможи на студентите на Финки полесно да учат програмирање. Поточно имаше калкулатори за предметите архитектура на компјутери, мислам се викаше предметот, и компјутерски мрежи и безбедност. Идејата беше тие калкулатори да се користат за проверка на знаење, односно луѓето што ќе ги решават задачите после тоа да проверат со тие калкулатори колку им се точни задачите. Меѓутоа, поради тоа што самиот систем беше изработен во време на корона, се злоупотребуваше. Сега, на кој начин се злоупотребуваше? Предметот архитектура или АО се полагаше онлайн, open book, што значи дека се полагаше без присуство на одговорен професор или асистент кој што го надгледува студентот. Во таа ситуација луѓето го злоупотребуваа за препишување. Имавме проблеми со еден од асистентите, го исклучивме системот. Сега моментално веќе не е достапен, мада кодот е достапен на GitHub и мислам дека сега веќе не е open source, меѓутоа еве ќе се слушнам со колегата и ќе го ставиме open source после во предавање. И всушност преку тој проект ја дојдев до работа. Претпоставувам можеби повеќето од вас го знаат Иван Ивановски. Он ми пристапи веднаш и ми понуди работа. Јас делот со пракса го скокнав, поради тоа што целата моја пракса е всушност изработката на тој Study++ проект. Мојот прв проект беше реален проект за Иван Ивановски, беше за клиент од Америка и се викаше JetPinion. Можете да го погледнете, не знам кај можам да го пишам, валјда во General, jetpinion.com. Идејата на тој проект беше да го користат луѓето за рецензија на приватни авиони. Го работевме заедно со мојот колега Мартин Бојмалиев. И всушност најголемото искуство го стекнав на тој проект, пошто беше прилично долг и имаше прилично употреба на концепти кои што за тоа време за мене беа непознати. Исто така не го работев само со Мартин Бојмалиев, го работев и со Натали Варга, која што ми е исто така колешка на Финки. И со самиот тој проект ја успеав да стекнам доверба кај Иван и да продолжам со работа таму. Сега нема да се задржам толку многу на целата моја историја, јас како сум дојдол до тоа што сум денес. Идејата, колку што разбрав од Бојан, е да дадам некој си, ајде да речам, мотивационен говор или да ги мотивирам тие кои што се уште немат работа или немат пракса, како да дојдат најлесно до работа или до пракса. Мој совет: никогаш не се фокусирајте на почетокот. Сега зборам за почетници ако има тука на ова предавање. Никогаш не се фокусирајте на почетокот на парите. Ниту пак не се фокусирајте на почетокот фирмата да биде некоја, не знам, позната фирма или голема фирма која што е во Македонија. Поентата на праксата или на почетокот на работата е да стекнете искуство. Праксата треба да биде платена. Да, меѓутоа не е нешто што е пресудно. Никогаш не се фокусирајте на тоа дека праксата мора да ви биде нешто премногу платена, па сега не сакате да губите време за џабе и да учете.
Доколку најдете фирма или асистент или ментор кој што ќе вложи знаење во вас наместо да вложи пари, тоа е многу повредно отколку да бидете во некоја фирма која што ќе ја плаќа праксата 500 евра, а ќе ви дава да гледате курсеви сами на Udemy, не знам каде. Значи буквално ако одете на пракса некаде и гледате курсеви на Udemy, се што правите е учите сами и пополнувате место таму. Значи можете тоа да го учите и сами. Фокусирајте се на праксата секогаш да добиете што е можно повеќе знаење. Не викам дека понатаму во кариерата треба да работите за џабе, дефинитивно не, секогаш треба да си оценете трудот. Меѓутоа никогаш не се фокусирајте уште на почетокот да биде тоа нешто што ќе биде премногу платено, туку треба да биде нешто што ќе ви донесе премногу знаење. Сега, мојата пракса, всушност во оваа ситуација беше тој проект кој што го зборам, Study++, на кој што работевме можеби 6 месеци, и сето тоа беше бесплатно и работевме, ајде да речем, можеби не 8 сати или 5-6 сати од денот. И всушност јас го стекнав целото мое знаење и там. Значи ако викам дека не сум бил на пракса, не значи дека не сум бил на пракса, мојата пракса ја стекнав сам, меѓутоа не сум бил на пракса во стандардна фирма. Инаку ево од денес не сакам да испаднам во оваква фалба, меѓутоа од денес добив нова позиција, а тоа е CTO или главно техничко лице на македонски во фондот за инвестирање Prime Capital кој што е на Иван Ивановски. И добивањето на оваа позиција е нешто што, ајде да речем, за техничко лице е најголемо, нешто што е најплатено и највредно, нешто што, не знам, тоа е као топ ноч во нашата сфера. Меѓутоа, сето тоа не беше лесно. Значи, мале сме ситуации кај што сме работиле по нешто повеќе од 8 сати и некогаш и не било тоа нешто премногу платено. Меѓутоа, тие ситуации са ми помогнале да дојдам до тоа што сум тука денес. Значи, пак ќе повторам, никогаш не се фокусирајте на почетокот да парите, секако понатаму се доста битни, меѓутоа фокусирајте се на тоа што ќе го стекнете како искуство. Друг мој совет е да се фокусирате да учите технологии кои што се барани на пазарот кој што го таргетирате. Што значи тоа? Тоа значи дека предпоставувам повеќето од вас имате слушнато многу лоши зборови за PHP или Laravel, пошто Laravel е изработен со PHP, односно е фреймворк кој што е базиран на PHP, како, не знам, изумира или многу глуп јазик или не знам што, и тоа е многу чест муабет, па не само и во Македонија и во странство. Меѓутоа Laravel, ако малце повеќе прочачкате, ќе видите дека е една од побараните технологии кои што се бара во светот. Можеби во Македонија не се толку многу работе, не знам од која причина и многу е тешко да најдете фирма која што работи Laravel. Единствено што ја знам е Adeva и таа фирма всушност им прави аутсорс на девелоперите во странство. Значи не работи за не е баш стандардна македонска фирма, претпоставувам. Меѓутоа тоа не значи дека не е добра технологија да се научи. Јас кога започнував и кога размислував која технологија да одберам за да работам, не гледав тоа да биде нешто што го работи секој во Македонија, затоа што мене не ми беше таргет пазар Македонија, односно ја не сакав да работам за македонска фирма. Иако сега сум за македонска фирма, технички сум аутсорсиран на холандска фирма, што спомнав Илијан Руајн, и искуството кое што, односно позицијата која што добив денес е пак технички за америчка фирма, пошто иако Иван Ивановски е газда од Македонија, Prime Capital е всушност фирма која што е базирана во Wall Street. Значи пак е америчка фирма. Дополнително јас на Prime Capital и немам некоја ограничување со технологија поради тоа што сум, односно позицијата CTO. Меѓутоа, кога работам со странски клиенти, секогаш гледам да биде технологијата Laravel. Сега зошто го зборам ова? Не мора да ги учите стандардните технологии кои што се најбарани пример во Македонија. Не мора да учите Java, не мора да учите .NET. Учете технологија која што вам ви се свиѓа, меѓутоа гледајте да биде барана на пазарот кој што вие го таргетирате. Например, ако сакате да работите во, не знам, NetCetera, гледајте да научите технологија која што е во NetCetera. Меѓутоа, не гледајте да биде таа технологија нешто што е застарено и на кое што после тоа вие не можете да најдете лесно работа. Затоа што како програмери, особено многу програмери, многу често менјат фирма или проект. Значи не можете вие да се врзете за одредена фирма и да мислите дека цел живот ќе работите таму, или да се врзете за одреден проект и цел живот ќе работите таму. Многу е битно
да работите на проект и со технологија со која што вие ќе напредувате. Моje лично мислење е дека јас никогаш не би се посветил колку пари да ми дадат да работам на проект кој што се работи jQuery. Зошто? Заради тоа што според моje лично убедување и верувам дека е така, jQuery е изумрена технологија и би си го губил џабе времето. Уиднина ако барам јас фирма или проект на кој што би сакал да работам, со тоа искуство јас ќе треба да барам фирма или проект кој што се работи jQuery. Многу е тешко на почетокот да свичнете технологија. Како сениор можете, меѓутоа никогаш нема да бидете исто со сениор кој што, не знам, 10 години или 5 години работи таа технологија. Значи, два главни совети кои што ги имам за вас, пошто претпоставувам дека и целото ова предавање беше за тоа, е на почетокот да не се фокусирате на средствата или парите кои што ги добиете од праксата или работата, фокусирајте се да добиете искуство во технологијата која што вие ја сакате, гледајте технологијата да биде нешто што се доста бара на пазарот кој што го таргетирате и дополнително работите на проект кој што ја користите таа технологија. Не работете по секоја цена на некој проект кој што не ви се свига технологијата. Моje лично искуство, јас кога започнав работев на проект кој што беше Laravel и вториот проект кој што требаше да го работам беше .NET. Сега, колку јас и да сакав да соберам искуство и да напреднам у програмирањето како гранка, јас не бев спремен да учам .NET заради тоа што .NET како технологија мене не ми лежи. И никогаш не сум ја сакал, дури па ни на факултет не ја сакав. И тој е проект кој што јас го одбив, меѓутоа не значи дека не продолжив да учам сам, иако пример тој период ми беше како празнина, геп во мојата кариера. Значи не застанав со тоа што ајде ќе барам сега само работа или пракса и ќе аплицирам по 1000 фирми па некој ако ми врате, туку се фокусирав да научам технологија, да соберам нешто искуство и ги таргетирав само фирмите кои што бара таква технологија или таков кадар или таков калибар на програмер како сакате кажете го. Значи, не одев по секоја цена да работам било каде и да работам било што, туку гледав да се фокусирам да го работам тоа што го сакам, заради тоа што ако го работите тоа што го сакате, работата ќе ви биде како хоби. Лично јас кога имам и работено по не 24/7, ама по 10-12 сати у ден, никогаш не ми било проблем заради тоа што тоа ми е мене како хоби. Седнувам, програмирам и не се осеќам како да работам. Седеме со другари на кафе и програмираме заедно. Значи, си ја сакам работата, си ја сакам технологијата, лесна ми е, знам дека напредувам во неа и немам проблем да работам па дури по 10 сати. И кога ќе најдете нешто такво и ќе бидете целосно фокусирани, ќе можете да допринесете многу, дури и вие да не барате покачување кај вашиот газда или надреден или шеф или што и да е, он самиот вас ќе ве цене заради тоа што не би сакал да изгуби некој кој што е спремен да работи многу, а сето тоа да не го осеќа како работа. Реално тука би застанал, пошто не би сакал сега да ве замарам со дополнително за тоа кој сум јас, што имам се постигнато. Ако имате било какви прашања, слободно можете да ме прашате. Гледав да биде што е можно пократко, што е можно појасно и да доловам самата поента на ово предавање, така да дали има некои прашања. Чисто колку за идеја на што се би можел да ви одговорам, накратко ќе ви ги набројам сите искуства кои што ги имам до сега. Значи имам работено на стартап проект сам, како студентски проект кој што ми помогна да добијам работа. Имам работено како софтверски инженер и фронтенд и бекенд, и за македонски фирми и за странски фирми. Дополнително имам држано курс за фронтенд програмирање, ако некој има прашање околу тој дел и сака да се насочи кон едукација. Исто така имам работено како демонстратор на структурно програмирање на факултетот Финки и на објектно програмирање. Дополнително имам работено као, ќе речам, полуасистент, поради тоа што технички не бев асистент, туку бев демонстратор, меѓутоа бев задолжен за дефинирање и оценување на задачите по предметот имплементација, односно Laravel, и од февруари 2025, односно од пред неколку месеци, сум CTO во Prime Capital. Одговорноста што имам како CTO е прилично голема, односно се што од технички аспект, се што од технички дел, се што се девелопира за таа фирма е под моја надлежност. Тоа не значи дека јас го структурирам така што имам сега луѓе кои што работат за мене, па јас им наредувам, работиме заедно, меѓутоа јас ги координирам и им помагам да дојдеме до целта заедно. Значи, мора да има некој кој што ќе ја координира работата.
тоа не значи дека тој е шеф или треба да се понаша на некој, баш напротив. Ја гледам најмногу да допринесам, а ним и помагам да ми се вклучат во работата за да дојдеме до целта до која што сакаме да стигнеме. Така да ако имате било какво прашање од овие аспекти, значи пак ќе кажам, работам Laravel, Vue.js, Nuxt.js. Тоа се технологиите кои што ги работам. TypeScript секако и као CSS framework Tailwind, конкретно и Bootstrap, поново Tailwind, затоа што е многу побарано. И тоа мислам дека можам да ви одговорам на било кое прашање поврзано со програмирање. Јоцки, имам прашање, како да го совладаме структурно и објектно со C++ не решиме како предмети? Да. Еве јас ќе ви кажам јас како го совладав, пошто ја бев студент на Финки кој што отиде на факултетот без никакво представање. Ја у принцип сум тип на човек кој што му е срам да каже не знам. И сега самиот се форсирав и односно самиот организирав групи за да учиме заедно или као ај ќе ви покажам као се програмира у C и ќе седнеме ќе решаваме задачи. И пред да седнам со група на луѓе да вежбаме заедно, секогаш седнува вечерта и јас ги вежбав самите задачи со цел да научам и да им покажам после на нив. Најлесно нешто за да го разбереш е треба да го научиш да го предадеш. Пошто ако ти можеш на некој да му го предадеш и да му го објасниш на наједноставен начин, тогаш го имаш сватано. Ако не можеш ти мене да ми го објасниш или ако не можеш да му го објасниш на некој дете од 10 годинки, сега карикирам, го правам да звучи нели како поговорка, ама ако не можеш да му го објасниш на некој што ништо не разбира тој предмет или таа тема, тогаш и ти го немаш целосно сватано. Значи мораш да најдеш зборови и да направиш па дури некогаш паралела со нешто друго кое што тој човек го разбира со цел да му го објасниш. Ја го тоа користев, значи седнував, го учев и се обидував да им покажам или да ги научам децата кои што уопште не го разбираат тој предмет. И јас кога го повторував неколку пати, кога се трудам да им го објаснам, па дури некогаш додека им го објаснувам го читам као имам решено задачата и се одам дел по дел, линија по линија и му објаснувам. И некогаш ми се има случајно, ја имам решено вечерта задачата со помош нечија, најчесто со помош на Мартин Бојмалиев. И он ќе ми ја реше, ќе им помогне, окей, јас ќе сватам делумно, меѓутоа ако треба на некој да му објаснувам, тогаш го сватам поради тоа што сам на себе си го објаснувам во позадина. Така да, нели, посекако треба да учите повеќе за да го совладате, меѓутоа ако го научите за да го објаснете, секако го имате веќе научено. Надевам се дека ти го одговорив прашањето. Сега малку ти Јоцка, секој друг што сака да постави прашање, може дали со voice, мислам со вклучен микрофон или на чат, слободно. Јас лично какви проекти? Било каков проект сосема е во ред. Јас лично, пример, кога учам, најлесно ми е да научам доколку работам проект кој што има практична примена. Значи, никогаш. Може би на почетокот ептен кога сум имал задачи на факултет, меѓутоа никогаш немам работено на некој проект кај што е она tic-tac-toe, она X0 да решават, ради тоа што тоа нема некоја практична примена. Има милион решенија за тој проблем или за таа задача и најчесто можеш да најдеш решение и на интернет, па ќе си помогнеш и сето тоа. Океј, меѓутоа според мене треба да има проект од практична примена, па дури некоја едноставна да е, која што решава дали твој проблем или нечи проблем, заради тоа што ќе те натера да размислуваш логички. Програмирањето на крајот од денот е се во размислување на логика. Да најдете решение како инженер за одреден проблем. Значи, сами креирајте си проблем или најдете некој проблем од секојдневието кој што го имате и пробајте да го решите со помош на програмирање. Еве конкретно, чисто да дадам пример, сега се обидувам да најдам некој проблем кој што ја го имам во секојдневието. Креирајте си reminder. Например, искодирајте во Python reminder, во кој што ќе можете вие да му поставите ремайндери, односно подсетници, кај што еве, не знам, ќе ве подсетат дека утре имате закажано за кафе со некој или ќе можете да ставите приоритети за тоа колку пати да ве подсетува. Баш она reminder апликацијата што имате во iPhone-от, апликацијата за подсетници. И кога ќе имате некој таков реален проблем кој што го решавате, мислам дека најлесно ќе можете да совладате одредена технологија. Надевам се дека ти го одговорив убаво прашањето. Исто така, слободно можете да ме додадете и на Discord тука, и на LinkedIn, и на Instagram кај сакате, ако ви треба помош со нешто или некој било како прашање кое што сега не можете да го поставите.
Слободно пишете ми ги таму, па ќе се потрудам да ви ги одговорам. Инаку да, користиме AWS за многу работи. Реално не сум некој експерт во DevOps, пошто кога што кажав, повеќе работам full stack, односно backend frontend, а DevOps баш и нямам многу искуство, си имаме човек кој што го работи само тој дел. И да, не напоменав, секогаш, пример, сите луѓе, обично сите сакат да кажат дека работат full stack, бла бла бла, се е тоа супер. Меѓутоа, истиот човек, скрос истиот човек, доколку се фокусира само на фронтенд програмирање или бекенд програмирање, ќе биде секогаш подобар од човек кој што работи full stack програмирање. Зошто? Заради тоа што кога ќе се фокусирате на одреден дел, многу полесно ќе можете да го совладате отколку да сега да скокате од тема у тема. Например, сега знам Laravel и наместо да продолжам да се надоградувам во Laravel, да почнам да учам .NET. Океј е, на факултетот се учат сите сфери и тоа е сосем океј за да пробате да се пронајдете себе си. Меѓутоа веќе кога ќе завршите со факултетот и сакате да почнете со работа, најбоље да се фокусирате на едно нешто. Зошто го кажувам ова? Затоа што прашањето што го добив за DevOps, никогаш се немам фокусирано да учам DevOps, пошто си имаме човек кој што го работи тоа, не сум имал реална потреба да го научам, а и ако почнам да го учам тоа, ќе сакам да го научам до степен кај што стварно ќе го разбирам многу. Али ако почнам да учам DevOps, ќе треба да ги запоставам Laravel или Vue.js. Да, слободно, пишувајте ми на LinkedIn ако ви е полесно или на Discord, пишувајте ми за било што. Претпоставам повеќето можеби веќе работат од тука или не знам, ви треба пракса. Ако немате најдено пракса, а сакате нешто да научите повеќе, слободно пишете ми, ќе се обидам да ви помогнам со колку и да можам. Ако некој моментално нема прашање или после му текне некој, значи пак ќе речам слободно, поставете ми директно на Discord или на LinkedIn, како ви е полесно, ќе се потрудам да ви помогнам со што и да можам. Важи фала и на вас, ако треба било што слободно. Пишете ми или ако има потреба од некакво постручно предавање за одредена технологија, најчесто Laravel и Vue.js ми специјалност, али може и JavaScript, TypeScript, C, C++, не знам сега, не знам што тип на луѓе не слушат, дали се повеќе студенти, луѓе кои што работат, може некој има и поискусен тука од мене, така да за тоа се нудам од секоја сфера колку што можам, пошто не знам кое е искуството на луѓето кои што не слушат. Значи можам да ви поддржам предавање за C, C++, Java, односно JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nux.js, Laravel. Барем тие се технологиите кои што најмногу ги владеам. Па тоа е тоа, дечки. Мило ми што ме повикавте, фала ви на сите што присуствувавте. Ако треба нешто, тука сум, така да тоа е тоа. Хвала ти, Оскар, гледаме се. Чао, чао. Чао, чао.